промоции, на поддржување на манифестации, ту во Прилеп, ту во Битола, ту во неговите Кавадарци, во Куманово. Така мислам дека затоа имаме и вакви квалитетни критичари на поезија. Така да кажам. Нешто сега имам потреба да кажам дека јас станав поет случајно. Односно, не случајно, бидејќи мене ме откри некој што сакаше да ме открие дека пишувам поезија. Јас поезијата пишував многу одамна, во далечните 70-те години од минатиот век, и престанав да пишувам од некакви си причини, не е битно. За тоа кој ме натера да творам, сега ќе ви кажа кој е тоа. Ајде. Добро вечер на сите. Моето име е Милана Дануста, имам 10 години, сум пето одделение. Јас денес ќе ви раскажам историјата како ми интересува. Најпрво се започна кога мојата граница, наставничките ми дадоа задача да најдем песничка и домашните да најдеме песничка, да ни напишат и да ја кажеме на градинката. Мојата баба ми кажа дека дедо ми порано пишувал песни и јас дојдов до него и му се обратив и му реков да ми напише песничка. И тој ми напише. Интересната кога ја донесов во градинката, наставничките беа многу подушевени од песничката, многу им се допадна и ми ја читаа на сите деца. Јас бев многу среќна, многу бев радосна заради тоа. По известно време, јас дознав дека писателите пишувале книги. Па дојдов до мојот дедо и му реков: дедо, ти за да бидеш писател, треба да пишуваш книги. Тој ми рече дека е многу тешко да се напише книга, дека треба многу песни, труд, време. Но јас бев мала и тоа не го разбирав. Се не расположив, станав многу тажна и дедо ми, дека ме виде толку сум нерасположена, ми рече дека ќе се потруди да ми ја напише, да ми напише книга. И тој ја напише. Првата негова книга се Хроника на каменот Шторика. Истата песничка е сместена во таа книга, што сега јас ќе ви изрецитирам. Вредно дете. Вредно дете. Едно утро рано се буди дете само. Со рачиња трие очи, а ножиња силно кочи. Што е ова? Што е пак? Сонцето не грее, не е веќе мрак. Ке треба да се зема, ранче да се спрема, чајче да се пие, лице да се мие. Рипна дете еднаш, постела си сложи веднаш, облеката за миг ја зеде, колачот од маса меден. Ете така се бива, градинката не е крива, ако дома не си вреден, морманот не е среден. И ете така, јас сум главниот виновник, што дедо ми сега е писател.